Светиот апостол и евангелист Матеј се викал Леви и бил цареник. Во тоа време царениците и луѓето што собирале данок биле презрени и омразени од јудејците поради тоа што од Божиот народ собирале пари за неверникот окупатор, односно за римските власти. Кога Свети Јован Крстител го подготвувал народот за доаѓањето на Царството Небесно, односно кога ги повикувал луѓето да се покајат, најавувајќи го доаѓањето на Спасителот, многумина цариници и порезници дошле кај него, прашувајќи го што да прават. На тоа тој им одговорил: не земајте повеќе од одреденото. Светото предание раскажува дека кога Исус минувал покрај местото каде што се собирал данокот, го забележал и цариникот Леви и го повикал. Овој веднаш тргнал по Исус, ја напуштил својата дотогашна професија, а за спомен на тоа го зел името Матеј, што значи цареник. Потоа приредил вечера на која заедно со Исус поканил и повеќе своји пријатели. На вечерата присуствувале и повеќевина фарисеи кои го нападнале Исус затоа што се дружел со грешници. На тоа Исус одговорил: здравите немаат нужда од лекар, туку болните. Така Матеј станал еден од 12 Христови апостоли, а 8 години по неговото воскресение на барање на апостолите, тој го напишал Евангелието што се карактеризира со лесен и разбирлив стил на изнесување податоци за животот на Исус Христос. Евангелието по Матеј е најсеопфатно затоа што започнува со настани уште пред раѓањето на Исус и завршува со неговите зборови упатени кон неговите ученици пред да му се врати на Бога, Отецот негов. Одете и научете ги сите народи, крштевајќи ги и учејќи ги да пазат се што сум ви заповедал. Матеј често го цитира Стариот Завет кога некое сведоштво дополнува некој настани.